Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во нейните 75 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Едно интервју посветено на шверцот, на марихуаната, на дрогата, на тоа што се случува на граничните премини, шверцот на цигари. Човекот кој се дефинира како прва жртва или човек кој бил уценуван од Лјупчо Палевски Палчо. Лјупчо Палевски Палчо му барал информации, со помош на тие информации да може да ги рекетира или да ги оценува одредени политички, бизнис и други субјекти во Република Македонија. Значи, едно интервју кое всушност личи на интервјуата кои во текот на мојата кариера сум ги правил во рамки на емисијата во Центар 75 минути, Владимир Пивоваров, интервју која ќе го изгледате во еден здив и нема да зажалите. Добро вечер, Владимир Пивоваров, национален координатор за гранично правување. Да, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Вие сте од ДУИ? Како? Вие сте од ДУИ? Не. Бијќи тие се национални координатори, на тие ниту една координираат. партија. А кога е управување, тие управуваат, така што прашањето дали сте од ДУИ? И апсолутно не. Значи некој, фала Богу, од СДСМ е на некоја функција во ова држава. Васко, јас не сум член од 91 година ниту една политичка партија, меѓутоа секој од нас има свое обедување, нели, велиме левичари, Професоре, само централисти, вие десничари. останавте. Само вие од Куманово станавте на функција. Значи ги преживеавте Димитар Ковачевски, на кој му истече мандатот пред 3 недели. Не би кажал така. Го преживеавте и Оливер Спасовски, единствено од Куманово стана Владимир Пивоваров. Да ја браните, не. да ја браните честа на Куманово. Не би кажал дека е така, тоа се нормални процеси од разни причини, нели, политички договори и така натаму доаѓа до ваквите смени. Кога ви завршува партиската кариера вас? Велите не сте во 91 година. 91. Значи уште не почната, ви завршила всушност. Значи никош не бев член на ниту една партија. На Сојуз на комунисти веројатно сте биле, претпоставувам. Да. Тоа треба да биде, нели, дел на CV. Тоа е не дел од CV, значи тогаш многу луѓе беа членови на таа политичка партија во тој временски период. Димитриевски е ваше дете? Да, Кумановец е. Не. Куманово има 150 жители, не се Вака, сетеваш едно пријателство фамилиарно кое трае со многу децении назад. Значи, почнувајќи од моите браќа најстари, значи со неговите родители и така тоа. И што ќе се случи во Куманово, бидејќи всушност и дел на проблемите на СДСМ почна Куманово. Конфликтот Оливер Спасовски, Максим Димитриевски. Димитриевски може да биде инвестиција или да биде стечен управник на СДСМ. Вака, Васко, јас политиката не ја разбирам, таква каква што е денеска, ниту политиката мене не може да ме разбере. Толку години кариера, професоре, а да не Да, разберете меѓутоа, сепак политика во некои современи општества е нешто друго. Кои функции сте ги имале? Кај нас политиката е сосема различно од тоа што јас го преципирам како квалитетна и добра политика. Полициска проценка, не мора политичка. Максим Димитриевски ќе биде инвестиција или ќе биде стечен управник на СДСМ? Не сум размислувал на Расположението Куманово како е, пошто патувате, бидејќи патувате секој ден? Па видете, да ви кажам дека многу луѓе имаат своји лични интереси, блиски и подалечни релации и така го презентираат нивното чувствување кон процесот кој доаѓа. Тоа се бидејќи втора изборна единица ќе биде клучна. Втора изборна единица ќе биде клучна. Секојаш е била втора клучна. Бидејќи има таму мешавина на македонци, на албанци, дел на Липковски, мултиетничко сме општество. Тука освен што е ДУИ или силен алијанса на албанците е силна, на изборите 2021 година нели го гледавме Горан Минчев, роднина на Бранко Ценековски, поранешен генерален секретар, како пие кафе во еден кафич во Рамстор со Зиедин Села и со Армен Таравари, конфликт е сега таму, и помагаше за изборите на Максим Димитриевски, дека бил шеф на изборен штаб. Така што втората изборна единица ќе биде клучна ако ВМРО води во трета, во четврта, втора и петта. Можно е, меѓутоа јас најсериозно кажам, такви информации немам. Тогаш ќе има на други теми. Не сум ли покажал интерес. Ќе одиме на другите. Лјупчо Палевски Палчо го познавате ли? Многу добро. Вие сте прва жртва на Лјупчо Палевски Палчо или една од првите жртви на жртви? Во Па наводници. мислам дека тој беше наменски неделник, разбирате, и секој кој ќе дадеше отпор кон неговите прохтеви, захтеви, нели, во тоа време бев шеф на воено разузнавање и читав небулозни текстови, цели 3 години бев таму, но секоја, буквално недела со Зоран Божиновски пишува текстови од време кога сум бил фудбалер, од некои измислени ситуации, конкретно ќе ви кажам, за Мостар патуваме 80 души делегацијата македонска по падот на авионот на председателот Борис Трајковски.
И ми јавуваат шефот на кабинет, ми кажува, вика, на насловна страна, викам, што е сега? Патувал со приватно возило, страф од летање, не отишол со авионот, 80 сведока имат во авионот. Вие сте шеф на воено разузнавање, односно на КОС, ајде да го дефинираме, или тоа што беше Не КОС? вака, Васко, да ви исправам, Ајде, значи ние сме ајде. мала држава, воено разузнавање и контраразузнавање се во една служба, под едно раководство. Големите држави тие две служби ги делат. Вие што зборувате КОС е контраобавештајна служба на поранешна Значи, Југославија, Вие имавте тоа инкорпорирано во вашата функција, значи, бидејќи на двете. и двете, и бевте на чело. контраразузнавање и разузнавање, пошто сме мала земја, тоа е концепт НАТО на сите мали земји. Значи, сите овие играчи, нели, кои јас ги нарекувам Застава или Завиша филм групација, која на крај завршија во Агенцијата за разузнавање, кој остана без сертификати, еден голем дел остана без сертификати. И овој што избега во Турција Зоран Иванов, нели, претходно Сашо Мјалков, тие беа дел на системот на военото разузнавање, или како викате ви, инкорпорираниот систем на контра и на самото воено разузнавање, односно, нели, пежоративно ние што го нарекуваме КОС, контраобавештајна служба на поранешната војска на Југославија. Тоа е со остатоците, нели? И Тоше Кошиновски кој беше во Не аферата. вака, Тоше од ДБК премина во Агенција за разузнавање, од Агенција за разузнавање дојде кај нас во воено разузнавање. Седиштето ви беше, нели, имавте Во кругот на МВР, првата зграда. кругот на Мавара. Имавте дел, нели, овие објекти што беа кај што овде во Првата центар. зграда само кај што е влез, тоа беше големата зграда, тоа беше воено разузнавање. И- Сега веќе не е. И професорот целата оваа екипа подоцна се префрла во Агенција за разузнавање, која подоцна, нели, е под контрола на Ако на зборувате Ѓорги- за колегата на Тоше, Ѓорги Банов. мислам дека он остана во воено Не, ова разузнавање, не се префрли. Застава филм или Завиша филм. Човекот што го спомнувате не го познам, меѓутоа знам дека не бил во разузнавање од агенција, што бил директор, што велите избегал во Турција. Зоран Тоа проверив, да. Дека не бил дел од военото разузнавање, дека бил дел од армијата. Била армијата, па после агенција, па пребега А во... од армијата во агенција, мислам и И така. сега имаме професоре во Грција, во Турција, во Унгарија, кај што не се избегани луѓе, кои имат огромно количество на безбедносни разузнавачки информации од делот на бомбите. Значи Зоран Иванов, двајцата блиски соработници на Сашо Мјалков од ДБК, поранешно УБК или Државна А безбедност. Груевски беше дел, Горан, ама не од Горан воено. Груевски, нели, и Горан Бошковски. Горан Бошковски во Грција, Никола Груевски е во Унгарија, во Будимпешта, го имаме Лупчо Палевски Палчо во Турција. Само тие знаат со кој квалитет и какви информации располагаат во овој момент и дали има такви информации. Значи лесно е да зборуваме од надвор колку имаат, прашање е на вистина колку имаат. Ако велите дека сте били една од првите жртви на Лупчо Палевски Палчо, што На бара... вестникот Старт, неделникот. Сака да објасниме. Неделникот Старт, всушност, после 2001 година, е целосно во рацете на Лупчо Палевски Палчо. Претходно беше во рацете на новинарите, група на новинари го основа и тој во конфликт со нив успева да го преземи. Неделникот Старт. Тие го прават неделникот Зум после. Така што тој период од кога почна вас да ве третира секоја недела или секој број, веќе таа една екипа на новинари не е во неделникот Старт. Има еден Тони Д, кој е вработен во Министерство, мислам, за внатрешни работи, кој до убиството на Вања Ѓорчевска немаше пост на Палчо на кој не му лајкаше, новинар од НИП Нова Македонија, гледам сега го снема. Не го познава, не го видел во живот, меѓутоа уште го држат во Министерството. Значи немаше пост, чичо, најдобра анализа, нема подобро од тоа. Тоа е канцерогеното ткиво на нашето општество. Вака, прво овој податок го немам, значи не сум ја Јас следил го имам, оваа ситуација. јас го имам, сум ги следил, Значи што ви прави. верувам дека сте следиле. Меѓутоа тоа се лични ставови, суштината е, нели, МВР, ја велам секојаш кој ќе влеземе од капијата, значи треба да бидеме професионалци. Пред капијата е наш приватен живот, секој, сигурно тие луѓе има симпатија или антипатија према одредена политичка партија, према одредено раководство. Значи тоа е нивно лично право, но надвор од капијата. Кој ќе влеземе од капијата, ние сме државни службеници, ќе служиме на државата. Ве рекетираше ли Палчо? Не знам во кој смисло Ви бараше ли рекетирање. пари, ви бараше ли информации? Никогаш. Што За ви бара? информации, така, странично прашуваше, меѓутоа јас се згранав. Ако сте жртва, Вие значи, ако би барал нешто. објавите, значи треба да имате 2 грама ум и државност малку, да објавите документи каде што ангажиран странски граѓанин со државна тајна, тоа некои луѓе внатре кои му беа блиски од службата ги изнесоа. Говорите за офицерот на ОПСЕ.
Не, генерално зборувам. Значи да се објавуваат во весник, прво не е државно. Водите за војната 2001 година. Официрот Значи Новце, после војната ова се случува. кој ги имате на линија, така? За тој случај го имаме Значи објаснено. суштината на работа на една служба колку ќе имате квалитетни врски. Дајте да се радуваме ако имаме такви квалитетни врски, затоа што добивањето такви информации во тој период од такви личности беа и како сушно потребни на државата пред се за креирање на внатрешната политика од страна на владата. Да пробам ја да ја насликам сликата, вие со да и со не. Да. Имате играч по Прекар Млекце, кој е близок до Лјупчо Палевски Палчо. Драган Стојмановски. Тој ли е врската? Отамо ли одат информациите? Не знам, можем да предпоставам, инаку во тоа време, кога бев шеф на воено разузнавање, господин Стојмановски беше советник на министерот Бучковски, исто за работи од областта на одбраната и безбедноста. Значи, званичен советник, тоа не беше тајна. Разбирате, ангажиран. Бил тој човек со Палчо на состанок е вас? Па у неколку прилики да сме се разговара сретнале, за старт, за информации, сме се сретнале, сме разговарали и општи и некои муабети кои не се за јавноста. Меѓутоа тоа е минато време, јас секогаш велам, ајде да се окренеме кон иднината. Дел од овие новинари што гравитира околу Палчо, во изминатите 5 или 6 години, по тие линии добива информација. Значи, освен бомби, освен Берушевски, освен жиле тактика, нели, како го велачо работи ка Минчева, значи ова е едната линија. Им пристапуваат на Фейсбук, комуницираат на Фейсбук, им дават информации, ги вртат во барабано. Дури имам, ајде да речеме, еден инсайдер со кој преговараме за одредено интервју, кај што точно ја кажува шемата и 2018 и 2019 како е пристапено, како е водена целата таа постапка, каква е врската со Синишо, односно Завишо филм групацијата. Вие со вашата изјава сега детектиравте една рак рана која целото општество ја познава во разузнавачките служби од 92 зборувам до денеска. Значи тоа е многу тоа е суштината на нашата коректност и конкретност кон странскиве партнери. Значи, ако имате вакви појави како вие што ги презентирате во таква ситуација, никој нема да ве цени како квалитетен партнер. Ама тоа е суштината. Ама тоа ви го барале, тоа се обидом на публиката службите да кажам, дошле ке вас со човек од Куманова, кој бил советник или не знам што бил на Бучковски. Да, по функција, да. Дошол Лјупчо Палевски. Барале информација од вас да се крени неделникот, така, во наводници, а всушност со тие информации да можат да оценуваат, да рекетират, да денунцират луѓе. Тоа што го правеле 30 години. Апсолутно сте во право, меѓутоа се зависи од личноста на човекот, каде што ќе дојдат, дали ќе прифати такво нешто или не. Јас знаев дека цената ќе биде многу скапа и затоа читав не знам каквите не глупости по весникот Старт. Правеа дроп сарма. Ама не можам да сватам, не е тајна, ја до своја 37-8 година полупрофесионално игра фудбал и сега да се осврнуваме на утакмици каде што гледате и у европски лиги се добри жолт картон и црвен картон. А и за фудбал е пишува. Ама тоа беше суштината на насловна страна. Значи, судијата го пцуел, клизачи Старт направил, добил, ама глупости невидени. Ама важно ќе ви имаше во секој број. Во секој, значи. Буквално во секој број. Добро, спомнавте Столац и спомнавте Мостар, вие водите екипата од воено разузнавање со Борис Рајков. Не, вака сега 26 или 26 февруари за 10 дена. Прво со државниот обвинител по службена должност го запечативме кабинетот на претседателот. 20 години, нели? 20 години ќе поминат. 26 февруари. Потоа целата екипа заминува. Логистика беше генералот Галев, покојниот. Значи вие учествувате во запечатување на кабинетот, да, ја и државниот обвинител и ние по враќањето од Столац го отпечативме кабинетот за да може службите да извршат преглед, кои документи се тука, кои не се тука документи, тоа беше најкоректно. Тука беа присутни, мислам, и сопругата на господинот претседател. Бидејќи е врховен командант, значи вие по службена должност како шеф на воено разузнавање учествувате. Да. Меѓутоа во тој дел, значи согласно законите тогаш војската требаше да го обезбедува кабинетот. Значи војската му дава логистика, разузнавање да му дава логистика на претседателот. Не знам од кои причини тогаш 2002 он побарал од владата да се промени, нова одлука да донесе, каде што МВР ќе го врши неговото обезбедување, што не е примерно во светски рамки, значи секаде военото разузнавање тоа кое го обслужува претседателот на држава со информации и врши негова
безбедност, се грижи за неговата безбедност. Добро, професоре, се изнаслушавме и се изначитавме, нели, надвор од темата. Темата е криминал, царина, се оно што се случува сега, имаме некои еклатантни примери, полиграф, марихуана, ќе разговараме, и то се изначитавме и се изнаслушавме изминатите 20 години, се и сешто. Се и сешто. Вие, значи, сте го отпечатали, сте го запечатали кабинетот, сте имале увид, сте биле дел на екипата 80 луѓе кои се авион. Раско, само накратко на вашата публика да објаснам, значи слушнав многу теории, значи луѓе кои воопшто не биле таму, пишувале и книги, било вака, теории на заговор имаше милиони една. Вистината ја каже од црната кутија. Значи од она што е преслушано, значи не го преслушува нашите експерти, го преслушува експерти од многу познати европски земји, многу експерти од светски компании, значи се е јасно кажано во разговорот кој го имаат пилотот и копилотот. Што тоа значи? Значи во тој разговор се слуша дека грешка е на дека кулата за ја прати летење. Копилотот ја прати висината на земјата и објектот, односно авионот, и му кажува дека многу ниско се наоѓаат и после неколку секунди се слуша експлозијата. Професоре, крај на минатата година објаваме интервју со Благој Меканџиски Бари, кај што обвинува дека, веројатно сте гледали, кај што обвинува дека овој случај онкологија не треба да се следи книговодствено, бидејќи во книговодството или сметководството на сите компании тоа е чисто, има влез, има излез, тоа е направено, платено. Патот на парите. Туку треба да се следи патот на парите, дека тоа треба да го прави УЈП и дека тоа треба да го прави царина. Според негово кажување, односно неговата верзија. Негово тврдење, значи кај што вели, еве јас се нудам како доброволец да ме повикат, јас се тоа да го кажам, мислам дека никој не го има повикано. Тој вели дека лековите воопшто немат влез излез, туку се тука само фиктивни, и дека со документи кои ги носат Франко Ташна, како што вели, оди, удира печатче на царина, удира печатче во таа централна апотека, или како се нарекува на онкологија. Фиктивно издавање и фиктивни фактури. А реално плаќање. Милионски суми. Луѓето, значи, си ги носат фактурите во Ташна. Вие спомнавте обвинителство. Значи, после таа изјава што лично ја гледав со задоволство вашата емисија, значи, она што го изнесува човек од фелат заслужува големо внимание. Фама есте допрен глас. Значи, по допрен глас, по моје видување, секој што ќе каже обвинителство не се мешите во наша работа, меѓутоа требаше да пристапат кон човекот, да го повикаат, да разговараат. Значи, јас како инспектор не сум се живо да познам и да знам. Секогаш барам мислење од експерти од таа област. А мислам дека господин Меканџиски е експерт во неговата област, со неговата 32 годишна кариера во македонското фармација. Имате ли вие, да речеме, ингеренции да видите, да проверите, да побарате? Доколку побара, обвинителство или друга институција сме должни, во делот на оно што се случува на граница, значи дали одреден камион влезен, не влезен, царин има можност да си провери во нивните бази каква стока се наоѓале, каква била постапката, што е цариното, што е пријавено. Како национален координатор за гранично управување, со колку, во наводници, со колку камери располагате? Значи, секој граничен премин има доволен број на камери и секојаш сум застапник на тезата дека камерите имаат свој диапазон, одредено простор кој може да го снимаат, и тоа не е доволно за да имаме превенција или сигурна 100% безбедност на тој простор. Во реал тајм или во реално време да гледате што се случува. Значи, ако сега не снимаме така, или ако снимаме кај вас во канцеларија, вие можете да речете, се извинувам, една секунда, има нешто на граничен премен, Табановце или Богородица. Таквата информација ние во реално време ја споделуваме со надлежната институција. Со која е надлежна институција? Значи, ако се работи, пример, ако се работи за некој коруптивен настан во кој учества полицаец, значи во таа ситуација веднаш во реално време известуваме надлежните органи во МВР. Ако се работи за царина, значи веднаш известуваме во реално време, зборуваме електронски веднаш, тоа е суштината и убавината на брзата размена информација. Ако е храна и ветерина, инспекторот, значи ќе го известиме храна и ветерина. Луѓето не ги интересира многу за храна и ветерина, ги интересира за овие бегалци што бегале или не бегале од Република Македонија, ако бегале, како бегале. Во минатата емисија за случајот Грчец, се извинувам. И Грчец, и Сашо Мјалков. Добро, пошто тоа беше и Груевски, и сите, значи, сите овие што се.
Например, за Лјупчо Палевски Палчо нема меѓународна потерница во моментот да, немаш. кога ја напушта границата. Доколку имаше 100 листа да е ставено листо, секако дека Ја проверивте снимката вие од кога? Не, тоа нормално се проверуваше истрагата и тука е се чисто. Не ви интересираше вие да видите снимката како излегува, што излегува. Што ќе добиете од тоа како излегува, што излегува, значи доколку бил на 100 листа, не реагирале полиски службеници, веќе е сосема поле за нова истрага. Па мене, например, ме интересира кој бил на царина во тој момент, кој бил на полиција или на смена. Кој да бил? Кој бил на смена во тој момент. Океј, се е проверено. Дали планирал да помени кога на смена биле одредени луѓе кои му се блиски, значи, со кој може да имал танге, франге, значи тоа е дел од истрагата, ние сме дел само информација, ние сме служба информација. Значи не цирнавте вака со едно кога гледате хорор филмови, нели, кога се плашите малце, па вака со две раце ги гледате, чисто да ги дзирните камерите, не видовте? Дека благодарност до колегите кои дојдоа, кои си ја воде истрагата, значи тие доаѓаат, си гледаат она што е дел од истрагата, немаше никаков проблем и тоа во реално време веднаш дојде. Овие сакат начело на ДБК да бидат. Да слушат, да прислушкуваат, незаконски, вие законски може да гледате, да војарисувате што се вели и не ви паднала на памет или не ви се јавил порив да погледнете како поминал Лјупчо Палевски. Тоа што е направено е по барање на обвинителство во дел на истрагата, предистражната постапка зборам во тој момент, за да се дојде до осомничење. Значи тоа е нивен дел и нивна надлежност. Кога би имал ја надлежност, ја нормално би на друг начин постапувал. Ајде вака сега да ставиме на маса уште два случаи. Ние Груевски го анализиравме, кажавме дека поминал на граничен перимир во Западна Македонија, кој некаде после 20 часот или после 18 часот во тек на зимските месеци, дека не можело точно да се види како го има поминато тој пат или таа траекторија. Што се однесува до Сашо Мјалков, имаше 2 или 3 верзии. Тука, панорамика, не е тука. Не е тука. Договор со обвинителката за предавање. Стигнал до пред Белград, стигнал до пред Ниш, па го вратиле назад. Снимките што покажат? Излегол. Информацијата беше дека со возило на конзулат на една полуисточна држава, која почнува преговори со ЕУ. Ајде да дефендираме така. Паско, слабоста на водење на истраги доведува до вакви можни шпекулации и секој има право да си прави своје сценарио. Значи, ваква ситуација, доколку излезеше тогаш јавната обвинителка, мислам Вилма Русовска беше кој го водеше предметот, овие прашања што ги вие кажувате да ги а во панорамика немаше да остави простор и Ленче Ристовска, ако не се немаше да остави простор за шпекулации. Тоа е проблемот на нашето општество. Долги истраги, каде што немаме јасни докази или целосни докази и тогаш се остава простор и за новинарите, и за јавноста, за сите да прават своји верзии и своји шпекулации. Побара од вас увид во камерите? Да. Што покажа камерите? Они си знаат, они ја водат истрагата. Вие немате информација? Немаме ингеренции да водиме истраги, само да споделиме и по нивно барање да одговориме на нивните барања. Без Ленче Ристовска, значи без Ленче Ристовска, тоа е екипата која го водеше случајот Планина. Првата акција во Грчец. Значи некаде пред 2 години, која е пробиена, па имаше одредена истрага, па една обвинителка. Така беше во јавноста соопштено од обвинителката и тоа е едно многу тешко прашање кое мораме час поскоро како држава да го решиме. Значи ние никош не направивме анализа колку пенетрирале мафијашките структури во редовите на безбедносни служби, односно во целиот систем во државата, колку пак ние сме пенетрирале со соработничка мрежа во нивните редови. Кој ќе направиме таа математика, ќе бидеме најасно каде сме, што сме и како треба да постапуваме. Основно начело во работа на безбедносни служби е начело на тајност, што денеска апсолутно не конвергира. Гледате дека многу информации, лажни, точни, неточни одат према политички штабови, политички партии. Такви луѓе кои така постапуваат, не треба ни да погледнат кон безбедносна служба. Казабланка, полициските структури во моментот функционираат како Казабланка, не само што се пробиени, туку сами ги продаваат информациите. Видите, во полициски служби имате многу големи професионалци. Што значи, многу честни луѓе. Што значи дека пари црни. Така да не може амблок да кажеме дека сите пари се такви. Апсолутно. Што значи дека црни па кога би биле сите така, тогаш не би имало ни вакви ситуации, бидејќи тоа не би имал систем.
овие ситуации се бидејќи има луѓе кои можете поединечно да ги правите. Но ајде да дајме една политичка рамка и во рамка на таа политичка рамка полициски после да го објасниме целиот тој случај. Конфликтот во овие кланови Грчец, Дукјанџик и така натаму, Арачинова или Бела Ноца е што еден дел од тие кланови се во конфликт со раководството на ДУИ. Се блиски до огнените или до некои структури на огнените, се блиски до некои структури на Алијанса каде што се случува одреден раскол. И во моментот на структури на ДУИ им одговара тој клан да не постои или да не биде толку оперативен, за да не може да им прави проблеми на терен во очи на изборните разврски. Што ќе рече дека органите на полицијата, како политички чадор, немат интерес да ги штитат овие кланови. Напротив, имат интерес да ги растурат, за да не им прават проблем на терен. Тоа значи дека овие кланови немат политички, туку имат полициски чадор во одредени структури внатре во полицијата кои им ги дојавуваат информациите. Ова од политичкиот дел прашање секако е за луѓето кон кои го насочи се, само рамката ви давам. Значи, бидејќи втората акција од 16 9 се уапсени. Колку се сеќавам, министерот Спасовски јасно нагласи дека има докази, нормално во соработка со Европол, со странски разузнавачки служби каде што овие лица действувале, дека одредени структури од делот на полицијата, судство, обвинителство биле на нивни платни списоки, што е нормално за една мафија. Меѓутоа, зошто до тоа е дојдено, истрагата треба да го покаже. Во делот кој највише оспоруван во јавноста, значи, сите оспоруваат од своја гледна точка, кои не разбираат ни криминалистика, ни полициска работа, меѓутоа дебатираат. А и оние што работеле во полиција дебатираат како нив им одговара, зависно од политичкиот момент. Што е вистината? Значи, вистината е дека кога се води една обработка, која сигурно траела многу подолг период, пошто се работи за високо профилирана мафијашка мрежа, структура, нели? Два пати пробиен акција. Да, меѓутоа кажав пред малку дека некој требаше после да спроведе истрага кој, како... Ако ова акција е спроведена у понеделник, веќе во петок, сабота на TikTok има најава со имиња на полициски функционери, кои се веќе сменети од новиот министар, технички министар Панче Тошковски, нели направено врз база на систематизација, познати имиња во делот на борба против трговија со дрога, наркотици така натаму, дека се сретнати како разговараат во некои локали, во некои хотели и најавена е акцијата. И од 16, мислам на TikTok, нели можеме да пуштиме, ако сакаме и да го слушнеме тоа веќе во петок, во сабота можеше да се слушни, понеделник од 16 кои се барат или по кои има одредена истрага, 9 се уапсени. Главниот шеф Муареми не е во Република Македонија, во некој од овие арапски држави, Дубај и Абу Даби. Претходно беше сликан, беа пуштени фотографии во Шпанија. Па дури јавно и собраќа на една колешка кога ќе направиме интервју, за да можеме да окренеме Балканот на нозе. Што значи дека тој располага со одредени информации за полициски структури и сака, како вела, да тргува со влијание, да не биде гонет или да не биде до крај растурена мрежата, за да може да се пазари. Јас тоа така го разбирам. Океј, само да довршам едно, ме прекинавте, значи најспорно во оваа акција беше меѓу политичките кругови, политичките партии и нивните гласноговорници, зошто во овој момент се направи акцијата. Значи, никој кој не работел, не водел обработка, не водел оперативна акција, тој само може да разбере зошто е во овој момент. Значи, тој што ја води, проценува, цело време анализира како пристигаат информациите оперативни, веродостојноста проценка на истите, дури тогаш кој ќе има доволен број на елементи и сегменти дека ќе биде успешна акција, дури тогаш ја врши акцијата. Секојаш ние, во секое превземање на действие од страна на полицијата, такви сме по менталитет, плукање зошто сега, зошто не сега. Треба да ги разбереме тие луѓе. Значи, тие во даден момент ценеле и одлучиле кога... Барали од вас дали тие луѓе поминале на легален граничен премин. Значи, се што е потребно во истражната дејност, 16, оперативците, 9 се вапени, 6, значи оперативците кои учествувале во престижни постапки, секако дека постапија и вршија... Е во Македонија во тој момент
Или бега од Македонија додека акцијата? Немам таква информација. Искрено ви кажувам, немам таква информација и не е мој дел на работа. Добро, побараме ли информација да се погледа на граничните Ама камери? ви објаснив дека колегите кои си ја водеа, кои работеа по барање на обвинителство, секако дека извршија увид. Ноември, декември има информација Значи, за се дека извршен главниот на увид. кланот Грчец Не, со вака, блиндиран вие зборувате за период. со блиндиран Мерцедес Треба да знаете дека- виден во близината на македонско-грчка граница во Мрзенци. Со запален Значи, треба да блиндиран знаете- Мерцедес кој работи запален со Треба клучна, да знаете со клучна брава. дека согласно нашите законски Значи не се крие. одредби, Нема ни потерница ова по што него, не се зборите крие. дали гледавте снимки, значи со законот 30 дена е максималниот период кога се чуваат снимките Ете на зашто одреден прашам, настан. ете зашто прашам професор. И тука треба да направиме измена, Професоре, значи прашам- за потребата на истрагите да се промени законот како што е во Република Косово, Ќе дојде- значи 10 години да се ставаат, нели да се складираат тие податоци и по барање на обвинителот да може да се Од база на податоци. од база на податоци, односно снимките. Професоре, И тоа е добро за водење на истраги. Ве прашувам, бидејќи утре ќе има судски случај. Така. Ако тој човек во наводници нема доказ дека е напуштил територијата на Македонија, ќе може да каже, ако има добар адвокат, Апсолутно дека ќе бил користи алиби. алиби дека бил на територија на Македонија. Да. Се случува настан во Тоа Абу го Даби слушнавме од Европол, нели или во тие Дубај или кажале, било каде да. се случува некој настан, он не тамо може учествува во Шпанија, он ќе рече не сум ја напуштил територија на Македонија. Затоа ве Да. прашувам дали е видено, Еден дали е начин- побарано, еден начин на дали одбрана имате е доказ да речеме, бидејќи тоа може да биде како алиби злоупотребено во било која поставка. Значи, заведувањето во систем за контрола патници и возила е 5 годишен период. Камерите се 30 дена. Во тој период сите надлежни институции кои имаат законско право се должни, може да побарат и во реално време ги добиваат таквите информации. Грчец не е Колумбија. Грчец е дел, после нели Сара и Матка, што се вели во оној тесне што е помеѓу Скопје и Тетово, од безбедносен аспект, едно место кое лесно може да биде загрането, може да биде контролирано, да биде спроведена одредена полициска акција. Вие сте били дел на полиција, сте били начело на војно Долги години. разузнавање. Значи, тоа е всушност како некоја диво населje што вие во близина на Команово што се случува, што го анализиравме 2015 година, влезени се внатре, ги опколувате и можете да правите да правите што се. Не можеш од 16-9 да фатите, а 7 да ви избегате. Ако Значи, тоа не е вие дојавено така- претходно и предварително тие луѓе да оцениле кој треба да бега, кој треба да остане. Да не преюдицираме дека можело сите, значи во даден момент се ценело дека треба да се направи таа акција и се направила. Ето што Значи во прашам. даден момент се знаело дека одредени лица не се тука, дека се надвор од државата, дека се недостапни Изминатите 15 во конкретниот момент 11, кога се спроведува акцијата. 15 дена на анкетите како најпозитивна вест македонските граѓани ја третираат веста растурена групата Грчец. Значи, толкава е потребата, говорам на македонскиот, не на албанскиот, македонскиот, македонците, етничките македонци. Толкава е потребата ке етничките македонци да има владење на правото, што таа вест повеќе од 70% македонци ја третираат како позитивна вест. Втората на листа позитивна вест е дека црните листи американски ке владеат или ке важат во македонското правосудство. Гледате, која е таа драматична? Така доаѓате вие на власт 2015-2016. Вие сте еден од кандидатите да бидете министер, технички министер во на прва влада на Емил Димитриев. Па сте еден од кандидатите, нели, заедно со Калаџиев, тоа треба да бидете тој на специјално јавно медиум. Па сте еден од кандидатите да бидете начело на АНАБ. Значи, вие сте во кастингот за клучни функции, вие сите ги преживеавте, останавте, нели, национален координатор за граничен план. Затоа ве прашав на почетокот, од дуи да не сте толку долгорочно сам Али Ахмети, вие Не, имате во полициската или политичката кариера. Не, апсолутно не. Прашањето е, нели, да не бидам Коливера Трајковска, прашањето е, таква е потребата на македонскиот електорат за владење на правото. Како воздух му треба. Значи нема ништо повеќе. Ајде да зборуваме, прашувате конкретно за владење на правото. Многу пати, бидејќи имаме тесна соработка, подпишено званичен меморандум со Макам Транс, каде што имаме апликација, каде што можат нашите превозници, кога се наоѓаат на нашите гранични премини, во случај на барање на мито, тоа да го пријават електронски, ние по електронски пат го споделуваме со надлежни институции за да ја спречиме корупција на граници. И да ви кажам, 2018 овој проект го финансираше УСАИД, имавме само 5 дојави.
Значи, на секоја средба, буквално со макам трансонивното раководство, со нивните, да кажем, состаноци што ги имат со нивните клиенти, комитенти. Значи, секојаш зборам, луѓе, дајте, пријавувајте. Значи, прашање на борба со корупција, дали сакаме ние како општество. Значи, ако тие не пријавуваат корупција, а нив им се случува, значи се поставува прашањето, дали веќе неправото стана право, дали нешто неморално веќе стана нормално. И мора да признаеме дека тоа е така во овој момент. Професоре, ајде да вратам уште малку. Некаде во текот на јули имаме убиство на Орхен Барами Оки во Ханиоти. Со Слезович, со две припаднички на понежниот пол, едната од Прилеп, едната од Скопје. Тие не се ни ранети, што се вели, ни окрзнати, малце ране Слезович и директно, нели, пресметка мафијашка убиен Орхен Барами Оки. Има информација од грчките служби дека можеби дел на оружјето, дел на луѓето влегле преку граничниот премин Дојра или преку некој од овие гранични премини на македонско-грчката граница. Грчката истрага, грчките колеги побара информација од вас, имате информации, дадовте камери, кој што е влезен, некои оперативни? Значи, секој што да се бара во рамките на меѓународна правна помош помеѓу обвинителствата. Значи, се што е побарано, се е одговорено. Од тука влегле? Една работа да кажем. Значи, не сум тој кој треба да ја водам истрагата, некои работи Ама не негирате. Не, велам дека некои работи се со степен на тајност за кој некоректно и не фер е да се зборува. Како би ја дефинирале таму? Неморално е тоа. Како би ја дефинирале, подвито, ние овие криминалците не се баш некои многу морални. Ако ние почнеме со нив морално да се однесуваме, тогаш тешко дека ќе стигнеме подалеку. Дека ќе ви зборува кои функционери, кои политичари, кои полицајци, кои суди се на нивен платен налог. Никош нема да ви го каже. И тие имаат некој кодекс на тајност во нивното работење, тоа е нормално во државата да, нели, степенување на информации каде што некој не може да се сподела. Ние знаеме дека два локали во градот, сега да не ги спомнуваме, едниот беше затворен, па беа направени сопственички трансформации, па сега луѓе блиски на поранешниот прв човек на државна безбедност, кој сега е на затворски туризам во Струга и во Струшкиот регион, презема контрола или собственост на тие објекти, но тоа се два објекти, едниот е поврзан со Раде Штекли, значи тие се играчите кои функционира тука во Република Македонија. Во тие објекти ние секоја вечер ги гледаме првите луѓе ги гледахме првите луѓе на полицијата кои се борат против дрога, против криминал. И нас ни беше, мене, јас иако многу ретко излегувам, беше, хајде како да речем, малку некоректно да ги гледам тие луѓе како седат таму, како се во локали, каде што на големо бело се врти и така натаму. И тоа ги иритираше луѓето во Република Македонија. Ова е добро прашање, меѓутоа сепак правата адреса е тие луѓе секако може да ги повикате. Морално ја такво нешто не сум си дозволил никогаш, меѓутоа тоа прашање за нивното однесување, за нивно однесување треба лично да им ги поставите и тие да дадат одговор. Јас сепак би ве замолил да поминеме на главното. Ајде на главното. Како вие дефинирате? Она што е светла иднина за нашата држава. Сега светла ќе видиме колку е светла, колку е иднина. Јас се надевам. Како вие ја дефинирате македонско-грчката граница? Граничен премин Богородица. Значи, ја од мојот дел на аспект можем да зборувам, у оној дел каде што се меѓународни истражувања, значи имаме голем напредок во борба со кријумчарење мигранти, поднесени многу кривични пријави против организаторите на криминалните групи, против самите мигранти кои се во проценти над 50% и се зголемени откривачката дејност и меѓународна заедница тоа го пофали пред се Фронтекс. Меѓутоа, у делот она што го истражувало Европол за 2019, значи тоа е нивен извештај во кој вели дека буквално велат дека олтранска врата за влез на криминалот кон Европа почнува од тој граничен премин, што значи дека од Богородица. Да, тие тоа го квалификуваат 2019 е тој извештај, не е сега последен. И во тој извештај мислам многу грда слика се дава за еден граничен премин дека Сега, две работи ме интересират. Шверц на цигари ги гледаме во Западна Македонија. Да. Цигари масовно и мноштво на казина. Не велам едно, мноштво на казина, нели да не излечиме од чинелот едно казино, нели да испадне дека водиме некоја хајка и така натаму. Мноштво на казина кои се
на граничниот премин или во близината на граничниот премин. Кај што има многу добивки, кај што има многу печалба, грците го евидентираат, македонците Легализирање на илегални пари, Пари, на црни пари, преку трговија. еден од модусите и тој. Една- Значи, една- во однос на првото прашање, во однос за на цигарите. По Западна Македонија можеме да одиме и да видиме имате званично репортерите на многу гласила во државата. така Да. да. се овие женските цигари, кои, да кажеме, таму се некаде 60 денари, кај нас се продаваат 120 денари, тоа е 100% заработувачка кои завршуваат на наша страна, дел завршуваат и на грчка страна, каде што пута 500 е добивката која ќе заминат на грчка страна. Во тоа имаме многу добра координација со колегите од Грција, размена на информации во нашиот дел на работа. Од каде се тие цигари? Па од фришопот се. Значи од фришопот. Фришопот, Бидејќи македонскиот да. е затворен, значи тоа се од грчкиот Да, фришоп. така е, така е. За кои количини, за кои контингенти на цигари станува збор? Па ова е само на новинарско известување во кое вели дека пазарот е преплавен. Не би можел да кажам дали се работи за тон 200, меѓутоа тоа е перцепција на новинарите кои тие ја... И колку, например, е печалбата? 100 од 100, кој е? 100 На еден- на ако еден. 60 денари го купува, го продава 120 денари. Ако е тоа поголема количина, по 1 евро заработувачко од една кутија, ќе видите колку е тоа многу. Значи ова што било на времето Табановце, Колку е оштетен буџетот. што било јажинце кога со имаше фришоповите кои се фришоповите. затворија, Да. всушност сега е префрлено на македонско-грчката граница. Нормално тие секогаш имаат свој Имат модус каде некои- да мекото ткиво каде е, а меко ткиво значи за мене корумпирано ткиво, каде што може да поминува се што треба да се плати и си поминува. Бидејќи стана збор за големи количини на цигари, тоа значи дека тие само прават влез излез преку фришопот, што се или фиктивно се евидентират, бидејќи не можете и вие физички да внесите 1 тон во фришопот, да го складирате, па да го изнесете надвор, туку веројатно тоа преку камиони, преку контингенти само Така поминува оди преку голем границата дел и према стига во нас Западна и Македонија. голем дел завршува исто и во Грција, тоа би го Се кажа. враќа назад. Меѓутоа, вие веќе детектиравте проблем, Всушност се поминува само меѓуграничната за наши граничните служби, така. Меѓуграничната Веќе детектираме овдека еден проблем за една ставка од криминалот. Токму затоа на 9 март 2023 година владата донесе одлука за заклучок и формирање на Национален совет за спроведување на националната стратегија за гранично интегрирано управување, со кој преседаваше министерот Спасовски. Првата средба се одржа на 36 во владата, во која учествуваа 7 министерства и 5 дирекции од највисок ранг представници беа од сите, на кои јавно и отворено дебатиравме токму и за овој проблем. Од страна на модераторот, односно координативниот центар, јас бев модераторот, значи дадовме предлог за кој зборува многу години дека корупцијата на граници веќе буквално не дави, не гуши и општеството ќе го уништи. И затоа предложив и кај нас и во Брисел предложив да утврдуваме интегритет на високоризични работни места со помош на полиграф. И конечно во декември донесе министерот Спасовски одлука, само да довршам ве молам. Вие за тоа дојдовте, ама ќе ве прашам сега за публиката и Не зборуваме за светлите точки воопште, со секој зборуваме за темните точки. Ќе збориме за светли точки. Така. Значи остана прашањето на шемата казината. Таму има Да. едно турско и повеќе се грчки казина. Така е, значи Шемата е следна. Се отвара фирма во Солун. Ама сите ја знаат таа шема. Ама зашто не реагирате? Како сега Значи, вака не може, еве на пример, еве и лично да ви кажам, кого да појдете у Гевгелија, вие сте таму присутен, прашајте го, истото ќе ви го каже. Имате фирма во Солун. Во таа фирма во Солун плаќате 1 милион евра. Ги давате парите. Ви паѓа добивка во некој од казината. Не е битно Фиктивна во добивка и 8 од 100, балканите пари. 8 од 100, Така е. 5 до 8 од 100 плаќате. Апсолутно. Излегувате, македонската страна не ви евидентира. Вие имате потврда дека ви паднала во казина. Точно е. Ве евидентира грчката страна и тие пари си ги имате легализирано во Грција бидејќи имате добивка во некој од македонските казина. Што прави царина? Посебно што прави управата за јавни приходи? Значи, по Ги евидентира ли управата за јавни приходи во Македонија? Тамо па тие на гранични премини има преку 100 камери. То се бензински пумпи, па то се казина, па то е царина, па то е полиција, па Ама тоа вие што го велите, камерите не може да го детектираат. Значи камерите детектираат влез и излез и лицата. Ако падне милион евра, професоре, значи по наш закон не ги носите од джеп, ги носите предвидено. од торби тамо, треба да Значи ги видат. вака, 2000 евра без пријавување може да изнесете и да внесете во државата, 10.000 евра мора со потекло на парите да ги пријавите. Тоа е нашето законско решение. Нормално е прашање кое го поставува јавноста колку доаѓаат такви лица да играат нели во казината,
колку добивки се изнесени. Тоа прашање за влезот и ова го води царина. Значи, у царина мора да постои евиденција колку е пријавено, колку не е, мислам, не е пријавено, тоа не се води, нели, во таква ситуација. Затоа тие пари кога ќе дојдат на грчка страна, на влез, ако се работи за нивни државјани, тие ги прикажуваат како добивка и фактички црните пари се легализираат. Каква ви е комуникацијата со првиот човек на управа за јавни приходи Сања Лукаревска и со првиот човек на царина Стефан Богоев? Значи, службено јас морам со сите институции да комуницирам. УЈП не е дел од координативниот центар, меѓутоа со царина имаме многу честа комуникација. Што паѓаат како добивка во казината, Да. тие треба да бидат оданочени во Република Македонија? Согласно нашите закони, да. А најчесто не се. Немам информација за такво нешто, сепак УЈП е надлежна Една и од мислам првите дека одлуки, тие би требало. една од првите одлуки на Димитар Ковачевски, кој пред 2 години, 2 месеци дојде и го замени Зоран Заев, беа одредени смени кои беа направени во царинската управа на оперативно ниво. Во делот мислите на криминални истраги. Да, во делот на криминални Добро. истраги. Зошто некој би менјал човек во дел на криминални истраги, сега е дојден друг човек кој во времето на груевизмот бил дел на екипата на Владко и на Сашо Мјалков. И вие го ставате на чело на делот на криминални истраги. Ја на вистина немам ваква информација. Прво, секој раководител кој ќе дојде Во ГПЕК, да води една во ГПЕК институција... го возеа низ Скопје бидејќи бил непослушен. Немам таква информација. Меѓутоа, сакам да ви кажам, знаете, еден раководител само- кога доаѓа еден раководител си прави тим за работа и сигурно проценка е на тогашниот нов директор како ќе го инкорпорира, како ќе го состави сменет од својот Источна тим. Македонија, вториот од Карпо со српско презиме, сите го знаат. Океј. Друг Јас со српско презиме кој сега е главен кадровик, Суслов, немам таква информација. На Јас би ве замолил власта. Ајде. на она што ме повикавте и уште едно тоа и суштината за марихуаната и за марихуаната уште ќе Значи, кажеме за и после ќе збориме Националниот совет, и после ќе значи, што збориме е за донесено, полиографот. зборуваме за решавање на Што се круцијалното прашање на Што се корупцијата, случува? на Што граничните се случува, премини, професоре, за со- кој вие зборувате Што се случува- перманентно. Што се случува професоре со марихуаната? Значи, Влегува вака, марихуана во Република она Македонија? што од нашите анализи го да, секако законски е дозволено да се врши влез со намена да се цеди масло кое треба да да заврши во некоја дали во нашата индустрија фармацевска или надвор од това, зашто се води документација. Масовно марихуана. Меѓутоа, до нас Масовно марихуана се направивме влегува. анализа, суштината на марихуаната од разговори, ова сепак не сум експерт од фармација, со професор од фармацевтскиот факултет, значи суштината беше дека не целокупното производство на марихуана може да дојде у процес на цедење на масло. Што значи тоа? Значи, она како ми го објаснија, марихуаната одгледувана на отворено поле ги нема тие квалитети за да добиете квалитетно масло за да може да го пласирате на пазарот. Единствено, она марихуана која се произведува во специјални, да кажеме, пластеници или како ги нарекуваат стручно, значи само таа, и тоа е многу скап процес на тоа одгледување, може да има таков висок квалитет за од кој може да се цеди масло. Една од одлуките на Советот е, значи, да Здравство Министерство и Малмет значи направат промена во нивните законски акти, каде што точно ќе се наведе кој квалитет на макроан, а науката тоа го докажува, може да даде квалитетно масло, таков да смее само да се увезува од државата. Сегашното законско решение е да кажеме кој има квалитет од 0 до 100, значи од 0 до 100 се може да влезе. Овде би било, значи, предпоставено од квалитет 80 ека вредност до квалитет 100 е квалитетно, може да се цеди масло. Само таквото да може да влезе во нашата држава, натаму службите надлежни го цедат. Зошто? Зошто се што е со квалитет од 1 до 80 ќе заврши на црниот пазар. Евидентно е дека ќе оди на црниот. Значи, превентивно спречуваме да станеме држава во која може да... Масовно марихуана на црниот пазар. Кој е за лична употреба на граѓаните? Не само бело, него марихуана, и тоа го гледаме по кафичи, го гледаме по нокните клубови и така натаму. Значи, од она што е перцепција на помладите луѓе со кои има можност да разговараме, дека на секој чекор и не знам таа нивна квалификација, дека секој второ дете, да кажеме дете, младо момче или млада девојка вика, без проблем се марихуаната ја пушат каде ќе стигнат, кога сакаат. Каде сме ние на тој канал од Јужна Америка до Европа?
на белото и на Вие кокаинот. зборувате за кокаинот. Да, шкалјарски кавачки клани, краците кои се тука во Република Македонија, кои беа присутни тука во Значи, Република. секогаш ние сме само транзитна зона, затоа што ако зборувате не може да иземеме Солунското пристаниште, каде има пристаништа, значи тие се точките, каде дестинации каде пристигнува во контейнери со разна стока, прикриено нормално кокаинот. Меѓутоа, сакам за кокаинот кога прашувате. Извештајот на Европол од 2023 година, 8 март мислам беше, директорката на Европол, господја Кетрин Дебол, значи јавно изјави дека во Ротердам на годишно ниво влегуваат 200 тони кокаин, а како причина корумпираноста на локалните и државните власти кои имаат ингеренции во тоа пристаниште. Тоа е сериозен проблем, зборува само за едно пристаниште, таму работат царински, полициски службеници и од останати служби кои затоа и дадов предлог во Брисел во форма на директива за сите земји членки и сите земји кои не се членки, а се кандидати, да се донесе директива за ваквите лица да бидат ставени на полиграф, да утврдиме интегритет. Заканата од вакви лица кон државата е многу голема, пресериозна. Збориме само за одредени сегменти. Што 5 пати спомнавте полиграф, сака да ви поставам уште прашање за катранот и за нафтите деривати, на крај ќе ви поставам, да не речете дека не ви дозволувам за полиграфот да кажете. Како велите вие, бугарската... Тоа е поврзан со тоа. Како вие велите, бугарската мафија внатре во мафијашките структури има воведено полиграф да си ги контролира своите мафијаши, дали имат соработка со други кланови, дали имат соработка со државни органи, за да може да биде може да биде безбедна. Што значи, што нашите институции би добиле ако се воведи полиграф? Имам чувство дека знаете, полесно е да завршите на полиграф сега, ако е спроведете операцијата, отколку да ве сликат за пасош. Или извадите нов пашос или лична карта во Република Не, баш така се работи за интереси и ги мешаме сега момчињата да не ги мешаме. Не, само сакам малце да убаво кажавте дека ова е мој разговор од минатата година со мој колеги исто така пензиониран шеф на воено разузнавање, каде што она што ми го раскаже се размисли длабоко. Кој би стоел за тој проект на пример? Како? Кој би стоел за тој проект? За кој проект зборувате? Овдека државата стои. Царина, полиција и другите, кои би стоел за... Сите институции кои имаат работа на гранична линија... Има политичка волја? Па тоа ви го кажа, владата донесе одлука. Тоа ви го кажа, министерот Спасовски го водеше овој проект. Донесена ова влада. Па вие гледате, дојде не може дерогација на право да правиме со едностранна одлука. На донесена одлука за црни листи. Значи овдека зборуваме за прв пат. Па рече дека тој не смета дека црните листи треба да бидат составен дел на правосудството. Па му отиде на кафе американската амбасадорка, тоа се вика политичка волја во Република Македонија, нели? Кога дојде на кафе американската амбасадорка, па еве минатата недела одлуката која не е прифаќа, која е трна, пак ја помина на влада. Тоа се вика во македонски услови политичка одлука. Да. Имате вие кафе со амбасадорката да се сликате да има политичка волја или немате кафе? Не знам, вака сега да ви објаснам. Значи, ме прекинавте во најинтересниот дел. Значи, ако мафијата има можност да применува полиграф, за да се утврди веродостојно на нивните членови на подземјето, компаниите големи, значи јавна тајна е сите компании кога прават големите, со извршниот директор договор за раководење со фирмата, значи во уговорот него, во договорот му стои дека тој во одредено период, по барање на управниот одбор или надзорниот одбор, ќе треба да седне на полиграф. Значи, од една страна имаме мафија, од друга страна приватни компании кои си ги штитат своите капитали, а која е причината, па зошто ние да не си го штитиме нашиот државата, да не си го штити својот интерес. Интересот на државата, парите, криминални за кои сите зборуваме, одат во сива економија да не завршат во буџетот. Ако тие пари завршат во буџет, ние ќе имаме многу посреќно општество. Значи, ова е проект кој вие кажавте политички партии, значи токму тоа разговаравме. Треба да се вклучат сите политички партии во овој диалог. Сепак на крај овој предлог ќе заврши во собранието за дерогација на правото. Значи, во таква ситуација треба точно да се преброиме кои сме за да си ја сочуваме државата и кои сме за државата да ја оставиме во статус кво ситуација, ваква жална ситуација. Или како би кажале Хрватите, во лимбо ситуација, во еден слободен пат. Што подразбира системот полиграф? Можеме ли шемата да ја објасниме? Како би одела целата таа процедура? Значи, ова е за сите вработени,
во царина, како би одела вие цела... не ме дослушавте. Ова е Ама, еве се. предлог да се отвори јавна дебата. Во таа јавна дебата сите овие финеси, значи ќе има состаноци со експертите, професори по право, Не, сите. слушнав, како- Значи како е експерти, вие, например, политички партии, невладин сектор, како национален- новинарите, како значи национален тоа координатор, е нашиот план. еве, Сите вие како- структури во општество да разговараме. Како национален координатор, Да, ја прв ќе седнам пред полиграф. Добро, окей. Пред сите камери. Добро, окей. Како вие го гледате системот? Каков систем вие би прифатиле Значи- и сметате дека би бил ефикасен во употреба и користење на полиграф? Значи точно во законот треба да се одреди која категорија на лица ќе бидат подлежни, кои се да се дефинираат Еве, например, високо различни ризични Вие работни ќе места. седнете. Како вие, прво? Еве вие ќе седнете на полиграф. Ја велам дека и моето место е високо ризично. Кој би ве испрашувал вас? Значи полиграфистот. Прашање кога е кај полиграфите, значи Еве јас ве испрашувам, ја ништо не кажувате. Еве сега вие сватите кога да сте сега на полиграф. Значи на Јас ви полиграфот поставувам има прашање законски и услови. вие Ако го прочитате законот за наба, ништо многу нема да дефинирано објавам, и јавно го ќе ми кажува. кажете. Значи Палчо ве прашал, ништо не сте му кажувале, Така. така да џабе на полиграф ќе стат, ништо нема не да е така, кажете. не е така. Шегата на страна, значи ова е сериозна тема, многу битна за нашата држава, која треба час поскоро да ја отвориме и мислам прв пат треба политичките партии да имаат консензус барем околу едно Што прашање. била добивката професор од тоа? Па ја мислам дека сивата економија кој некаде 4-5 милиарди по некои незванични и званични проценки, мислам дека буџетот економски би бил попол најмалку во делот на економија, зборам со милиарда евра. Мислам. Со милиарда евра. Да. Мислам дека безбедносните закани и ризици Полиграфот кои се јавуваат... би донел милиарда евра во буџетот на секако. Република Македонија. Кога прашавте за полиграфот, ако во законот јавно размислам, гласно размислам, секако ќе има дебата, ќе има и подобри предлози, треба тие да ги прифатиме. Значи, доколку полиграфот и полиграфистот се под надлежност на министерот, зошто полиграф? Тој е единствениот електронски уред врз кој не може да има на кој влијание министер? ни политичка партија, На кој министер? не може. Значи, пример, ако се работи за полициски службеници од гранична линија, ако биде во Вие состав... мислите дека Панчо Тошковски, кој го Ја ставија мислам министер, дека ќе може со полиграф да си ги расчисти луѓето? Значи, ова е дебата Па тој од која тоа сигурно милје- ќе па тој од трае тоа милје потекнува. најмалку 6 месеци, година дена. Значи, ја не велам дека утре тоа ќе се примени. Значи, ова е тешка дебата во општеството, многу тешка, за која треба консензус да донесеме. Вие сте Значи, сигурен професор имење... дека ќе ви го прифата тоа? Значи, ја велам да имаме дебата, ајде да разговараме. Замислите се вака, вие земете 1 милиарда од сивата економија. Значи, криминалот еве да поедноставиме. Завршува во приватни џебови неодредени. Еве нека не се 1 милиарда, него се 200 милиони. И вие ги внесете у буџетот на државата. Па ќе ви утепат. Вие нема Зошто мислите така? Па за 200 милиона. Па нели Па за ја 200. колку сеќавам 85-та година дадов заклетва пред државата. За 81-та пак дадов заклетва пред државата. За 200 милиона. Дека ќе работам по закон, по устав, ама ако ги гледате сите пресконференции на сите политички партии, 32 години, сите декларативно велат дека се за борба со корупцијата, решавање на корупцијата. Еве начин, еве модус, Пони многу 32 години едноставен. била дека се за ЕУ и за НАТО, и 32 години ништо не правеа. Ако гледам меѓународни За име, бенефити презиме, преговори и околу така натаму. примената, доколку дојде до примена на И како полиграф, велат, мислам не ги дека слушате што зборат политичарите, гледате ги што прават политичарите. Јас сум увиден дека и од меѓународна заедница за прашањето кој ни стално ни го протажираат корупција, ќе добиеме Професоре, ај вака. Подршка. Бидејќи сега ова публика 60, 70, 80 илјади луѓе ќе не гледат. Голем дел од нив и не се експерти за овие работи. И не треба да бидат. И сега се обидам преку овие прашања сликата да ја нацртаме да може да сватат. 1 милиарда тоа е фрапантно голема бројка. Ја би бил задоволен и со 10%, знаете, во првите 1 или 2 години. Јас ви гарантирам. Бидејќи тоа би биле одлични резултати. Еве како на пример бидел целата таа постапка во некоја просторија, канцеларија, нешто на глава ви стават, почна ви да ја стават ме нешто. прекинавте. Ама не, еве јас Значи ние имаме секако експерти кои имаат лиценци меѓународни. Имаме полиграф ние во Мои драги, Македонија? Да, имаме најнов модел во МВР е набавен, мислам Лафает. Значи, Е производителот, тоа е компанија стара 110 години, реномирана во светот, тоа се најновите достигнувања. Значи имаме ние полиграф во Македонија. Да, да. Се користи Активно во се некои користи, институции? Така. МВР нормално во истражна постапка согласно законот и законските определби во закон за полиција и малку дел опфаќа ЗКП, значи има можност. Ќе ги проучиме и странските искуства. Велат дека
Во Агенција за национална безбедност, Да, во законот е при предвидено. новите вработувања треба да биде користен полиграф. Да, Или законски тоа е унапредување. предвидено. Законски е предвидено. Како функционира, дали функционира, не сум во тек, не можам да кажам за... Бевте кандидат да бидете прв човек на НБ? Како? Бевте Не знам кандидат? Како, да се само кандидирам, Не. не. Дали е разговарано со вас 2022 година? Не. Разговара луѓе, меѓутоа тоа се разговори кои завршуваат на маса и тоа е тоа. Меѓутоа да се За вратиме полиграфот, на ајде. за полиграфот. Значи, веднаш, ако полиграфистот, главната фигура во целиот овој процес, да кажеме, може да застане, ние сакаме да предвидиме во закон дека и тој контролорот ќе биде контролиран. Ќе Значи, седи и тој на и полиграф. за полиграфот, полиграф треба да му Да, направите. од независна меѓународна друга, трета, четврта институција. Второ што е многу битно. И плюс, како- Доколку тоа биде под капата на одредена институција, од сега постојните, дали ќе биде во состав на полиција, само за полиција, дали во царина, тоа не би било добро решение. Мислам дека исто како што е ОТАН званично тело на собранието, така и овој дел треба да биде така опфетен. Со 2/3 избор на директор, на прав човек, веројатно, Апсолутно. да има општествен консензус околу Не целиот. само општествен консензус, бидејќи многу страни кои до сега имале криминален прилив ќе бидат засегнати. Така. Представете. Тие се моćни структури, ја верувам дека и дебата ќе биде Колку е? многу тешка, многу болна. Да, сигурно. Колку е, например, веродостојноста на тој полиграф? Како Значи, се вака- цени, во кои маргини? Например, дека ако вие седите на полиграф, Со внимание деновиве од мој драг колега, помлад колега кој е експерт за оваа работа, ги слушам неговите излагања во кои она што сега е постигнал Лафает, што го работи во моментов, е со тие параметри, значи притисок, потење, дермата, нели, потењето, треперење на гласот. Меѓутоа, најновите методи кои се применуваат задни 10 години, научно мислам за година-две ќе бидат верификувани, тоа е и нашата зеница при создавање на лага, веќе зеницата како оние функционира. филмовите со Джеймс Бонд, со Том Круз. Не се филмови, веќе ова е наука, Зеницата. е фикција. Да, и зеницата. За да влезете низ Да. некоја врата, не со отисок на прст, Меѓутоа- што е кај нас, нели, туку со зеница на окото. Сосема друга америчка компанија, не Лафает, веќе врши испрашување за ID полиграф, значи сите параметри да се вмешат. Верувам, читав научни трудови кои се во рана фаза на откривање, клетките каде создава неуроните во мозокот ќе бидат детектирани, значи лагата ќе се открива и во мозокот. И мислам дека науката за скоро време ќе доведе до 100 точна прецизност во полиграфирањето. Во Америка имате различни решенија, во различни држави за примена на полиграф, во нивното законодавство. Во некои имате барање од најмалку 2 држави кои го подржуваат полиграфот како доказ да се подударат податоци, да бидат прифатени како доказ во постапка. Сигурно главното прашање е што со оние лица кои ќе паднат на полиграф, како ќе реагира. Тоа е суштината на отварање на ова дебат. Затоа велам ќе биде многу тешко, многу болно, меѓутоа мислам дека на крај треба сите да победиме заедно. Прв пат да има еден општествен консензус околу едно прашање што е најбитно, што сите не мачи, а да го решиме на многу едноставен начин. Сега во моментот знаете колку еден полиграф чини? 30-33.000 евра, што е апсолутно минимално, Ој Лафет. 0,0 некој процент, а у буџет ќе вратите милиарди. Ој Лафет. Да. Добро, професоре, кажавте така? Можам прашање? Да, поверете. Бидејќи стално видите дека ве прекинувам. Овие новинарите ќе их ставате на полиграф? Останавме ние без Значи, ние новини. зборуваме Останавме без новинарство. за Останавме без новинари у Република ризични Поризични, места. поризични од нив. нема. Државата ќе ги детектира кои се тие А ако височи. сакате до олигархија да стигнете, до криминалитет во политички партии, до криминалци, стајте ги новинарите на полиграф, има 99% да паднат на полиграф. стварно, нема. До душе се истренирани, знаете, они не се потат. Зеници не Добро, менуваат и вие така тоа на натаму. филмови го гледате, меѓутоа практика е сосема друго и ја топло ви препорачувам. Сте били со на полиграф? колегите. Сте били на Апсолутно сум бил на И какво е полиграф. чувството, професоре? Како? Какво е чувството? Па најнормално, ако не се плашам од ништо, без проблем ќе седнам. Ако се плашам, ќе најдам 300 начини, имам притисок, пијам апчиња, ќе пушам интензивно цигари 20 за 10 Ова минути. Дијана Харкалович што беше. Да, Што ја во- поврзува со Така. Беливу кланот, Од- на да. Бели Велја Неволја и така Од натаму. медиуми тоа што читаме, што имаме информација. И нели и министерот поранешен што беше на српската полиција, тие не сака Стефановиќ, нели не сака да завршат на полиграф. Тоа значи дека знае дека полиграфот може да покаже одредени резултати. Апсолутно, да.
Ја ви велам дека во сегашниве разговори со лицата кои би биле опфатени во оваа ризична категорија, ако разговарате, тие ќе ви кажат, ние не сме крадци, не веруваме на полиграф, не веруваме на граѓани. Во Васко ние имаме страшна перцепција во општеството за поимот корупција. Значи, вака перцепцијата ќе ја доведеме во една нормална, да кажеме, да, перцепцијата ви е исправна, а може и да даде резултати полиграфот дека апсолутно перцепција кај граѓаните не е таква. Да речеме судство. Гледате Да, перцепција. со 1% подршка. Со 1%. Па Од ако 4 некаде падна треба, на ако 1. некаде нели шега на страна, јас реков за новинарите, бидејќи јас ги сметам новинарите за многу битен дел на се ова што ни се случува во Република Македонија. Бидејќи тоа молчење на новинарите или шегате нените селенци од стампа, кој сега ни се случува со лажни вести и со се, каде што новинарството на најниски ниво, кај што не е корективен елемент на криминалитетот на политиката, туку е вграден дел на тоа, судството е уште повеќе. И ако треба царина, полиција, униформа и така натаму, во судството треба уште повеќе. Да видиме како тоа функционира, што функционира. Ние зборувавме ако најавува Ковачевски ветинг, кој не бил дозволен, а го направи Еди Рама нели во Албанија во време на... А зошто да не биде дозволен ветинг? Па нели не беше, кој беше Зошто? Зоран? Па јас Зошто? ја не гледам причина. Значи, дали некој честен Ја- човек ќе бега од ветинг? Не, Не, апсолутно. ја не гледам Дали причина. некој криминалист ќе бега од ветинг? Да. Тоа е проблемот. Значи, тука ќе се судриме. Бидејќи треба и полиција ветинг, треба и во безбедносни Апсолутно, структури, и во царина, апсолутно, и во секаде, новинарство, и во за жал, судство, дојдовме во до тој сите степен. јавни професии. Да. Бидејќи Треба. криминалот се Вие прави. знаете, во Албанија, првиот момент кога го воведоа во полиција, 500 полициски службеници си дадоа оставка. Да, Зошто? не го прифаќа. Не го прифаќа и си замина. И сега Европската унија тоа на Албанија и го третира како успех во судските и други Апсолутно, тоа го слушнав од колегите од и други Албанија во реформи. Брисел. Ние првата средба пред година и пол што имавме отворањето на објаснувачката мисија, нели, во таа ситуација од една страна седеа колегите од Албанија, ние од другата страна. Професоре, сега ти 6 минути разговараме. Уште едно прашање. Повелете. Катран и нафта. Значи тоа е За онај дел... за Катран се плаќа 15, за Не, нафта... не, вака. Ајде да видиме. Значи Кај се 0, прават- не знам. кај се прават парите? Многу минимално, Кај се нешто прават испод парите? 50 на евра би дошло давачки по Катран, една цистерна ако везете, по нафта би дошло негде, мислам, 10-15 илјади евра. Страшна разлика. Значи, тоа е она што и тие пријават ко исто Катран. високо ризично работно место, затоа велам полиграфот, каде што нема да може да кажеме утре царинскиот службеник во неговото утврдување на истоветноста на стоката во цистерната и во документацијата да каже дека исто, а не е исто, значи тоа полиграфот ќе го невозможи. Значи, тој- Затоа велам дека Значи, парите тој увезува нафта, а пријавува дека увезува Катран. Значи, можна и таква комбинација со менување на тарифен број, нели, сите да молчат на гранична линија, поигра да се шпедициите, да молчи полицијата, да молчи царината, сите да имаат некој интерес, значи тоа е можно сценарио. Сите вакви сценарија за можни крупни криминали на граница, претежно со акцизна на стока, на овој начин со примена на полиграфот ќе ги Добро, анулираме и новите генерации кои ќе додат на такви високо ризични работни места, ако и видат ефектите, ако постојат ефекти, доколку дојде до оваа ситуација, дека ќе бидат, нели, надвор од работа, истерани од работа, отпуштени од работа, тој самиот ќе си каже, па ја утре ќе седнам на полиграф и ја ќе бидам отпуштен. Значи нема да го прифати тој модел. Значи крајно најдобро превентивно и најевтино превентивно решение е ова. Не ви убедувам. Велам дека мора да имаме дебата. Не. Во таа дебата, значи ќе слушнеме многу позитивни, интервју- свот анализа ќе направиме, добрите и лошите страни. Значи на крај сериозна работа, значи мора да направиме дерогација на правото, уставна категорија заштита на човекови права и слободи. Ова влегува во таа категорија. Меѓутоа замислете 0,10-0,1% криминализирани личности во општеството да малтретираат буквално велам да држат во сиромаштија 99,9% од луѓето, значи е некоректно. Професоре, јас се согласувам со ова. И ова интервју го сваќаме како придонес на емисијата во центар на воведување Апсолутно, затоа на и полиграф. Бидејќи видите, и вие ја прифати вашата покана како пробавте со камери, па пробавте со оние мали што се ставаат во Боди џепчење, камери. боди камери и тие ги изигрува бидејќи плаќа некоја ги символична. изигрува, не знам за колку дена на блаце од донацијата од колегите од Америка, значи сите беа уништени. Значи тоа укажува дека имаме сериозен проблем. Многу индикатори од таа гранична линија кажуваат дека имаме многу сериозен Тоа е проблем во имунитетот. делот на Тоа е корупција. имунитетот на државата.
И тие луѓе го уништуваат имунитетот на државата. Тоа им влез излез на државата, тоа што ни е кожата, тоа што ни се... Апсолутно сте во право. И ние лупаме суплементи, трошиме огромни пари, нели, ко поединци, да го зајакнеме имунитетот, нели, да може. Раско без пари во буџетот. А овде во државата немаме квалитетно здравство, добиваме немаме квалитетно образование, немаме квалитетна администрација. Значи буквално без пари во буџетот немаме ништо. Немаме квалитетна безбедност. Значи денеска електроника, техника во истражувањето оди многу далеко, ние се држиме до нешто застарени модели. Значи не може да ваква ситуација статус-кво да држиме до некој недогледлив период. Значи мора да пукне таа ситуација. Професоре, Јазот помеѓу тие малку богати и многу сиромашни се повеќе во општество се зголемува. професоре, многу успех да истраете во ова, бидејќи ова би требало да биде не само врв на ваша кариера, туку 1 милиарда долари или евра во буџетот врз база на проценки кои веројатно ги правите вие со помош на меѓународните партнери, тоа е нешто што ова држава не смее да си го дозволи да промаши пенал. Фала многу, многу среќи и се надевам во некоја следна прилика кога ќе почне дебатата, уште еднаш ќе имате можност да Не кажете. секако вас едната сила како главен промотор, главен учесник во дебатата. Значи овие седници, овие состаноци ќе бидат јавни, снимени од сите телевизии. Значи не да биде утре некој донел ваков заклучок или онаков, а така не се договориме. Може и на полиграф во емисијата да ве ставиме да име како Апсолутно. функционира. Апсолутно, јас прв ќе седам. Да, фала Во многу. секое време и секад. Многу успех. Каква и да биде бројката од резултати што ќе ги добиеме, дали поразителна или непоразителна, сепак ќе покажеме пред цела Европа, пред цел свет. Не сме ние тие кои не гледате дека сме корумпирани, ние сме тие кои сакаме да решиме корупцијата. И еве ја решаваме на конкретен начин. Ние решиме вака, повелете и вие. Што мислите дека границите македонски се најкорумпирани? Апсолутно не. Фала многу. Еве на крај ќе ви кажам, на колегите од Србија им праќаме снимка за царини кој зима мито 30 евро од наш државјанин, мислам од камионџија. Знаете што беше одговорот? Го сослушаме, се колне во деца, дека не земал и тука завршила истрагата. Нема подобар полиграф од колнење од деца. Така испадна. Фала многу. Се гледаме Ви следна благодарам. прилика на полиграф. Ви благодарам. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, кажавме многу работи, кланот Грчец, како бегале, камери, полиграф, што ќе се случува. Интервју кој ви реков ќе го изгледате во еден ден, Владо Пивоваров, интервју кој сигурно ќе остане како едно топ 5-6 интервју во текот на ова телевизиска сезона или YouTube сезона 2023-2024 година. Ново дружење недела во 22 часот, до недела во 22 часот и вторник 22 часот и 30 минути емисијата за мембари. Пријатно вечер Македонијо, каде да си.